Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте во онлайн наставата по музичко образование за 9-то одделение. Моето име е Јане Петковски, сум наставник по музичко образование, а денешната наставна содржина е музичко-сценски дела, мюзикл. За успешна реализација на оваа наставна содржина, вам ви се потребни учебник, тетрадка и прибор за пишување. На линкот подолу го имате означено електронскиот учебник, кој исто така може да ви помогне, а наставната содржина ја имате на 104 страна. За почеток, кратко подсетување за се она што претходно имате изучено за музичко-сценските дела. Прво, што се музичко-сценски дела, кои музичко-сценски дела ги имате изучено, како што се оперетата, балетот и така натаму, и подсетете се кои сличности и разлики ги имаат веќе изучените музичко-сценски дела. На овој дел од видеото можете слободно да паузирате и да се подсетите. Мюзикл. Мюзиклот за прв пат се појавува во 1900 година на Бродвеј во Нью Йорк како одраз на тогашниот американски забавен живот и представува музичко-сценско дело со забавен и лесен карактер, исполнет со многу дијалози, музички и танчевски точки и најчесто е составен од два чина, односно делови. Овде сакам да се подсетите на уште едно слично музичко-сценско дело со исти вакви карактерни содржини, а тоа беше оперетата. Музичките точки во мюзиклот имаат белег на забавна песна и џез музика, а либретата се пишувани на многу вредни литературни дела. Овде сакам да ви посочам дека претходните неколку музичко-сценски дела претежно се базираја на класичната музика. Ке мюзиклот веќе музичката подлога е на новите популарни жанрови, како што била џез музиката, рок-н-рол музиката, поп музиката и така натаму и така натаму. И како што се оперите познати по нивните арии, така мюзиклите се познати по песните, односно сонговите, кои дури се изведуваат како самостојни мелодии со статус на веќе евергрини. Овде имате линкови од некои од тие сонгови, односно песни, кои што се карактеристични, а тие се Марија, од приказни од западната страна, можете слободно да ја преслушате. Потоа, Не плачи за мене Аргентина, од мюзиклот Евита, исто така ги имате линкот за да ја преслушате. Препорака, многу од песните од Брилијантин, затоа што има премногу, тој мюзикл како филм има премногу хитови. Коса, во кој што претежно влада и рок-н-рол музиката, и многу други кои што можете да ги слушнете на YouTube. Околу 1930 година мюзиклот успешно се пренесува во Европа и станува многу популарен, најпрво нормално во Англија, потоа во Франција, Германија и цела Европа, и во овој период, некаде од 1920 до 1960 година, мюзиклот како музичко-сценско дело ја достигнува својата уметничка и музичка зрелост, и во овој период се пишуваат и настануваат некои од најизведуваните и најпопуларни мюзикли на сите времења. Овде имате некои од мюзиклите и автори на истите, како што се Жером Кири со Шоу Брод, потоа имаме Леонард Бернштајн со Приказни од западната страна, како еден од најизведуваните мюзикли на Бродвеј, Ричард Роџерс со Оклахома и многу други. Еден од најпознатите автори на 20 век бил Ендру Лојд Вебер со мюзикли како Мачки, Фантом од операта и Евита. Овие три мюзикли важат за едни од најизведуваните мюзикли на Бродвеј на сите времења.
Интересен факт е што некаде околу 50-тите години многу од мюзиклите доживеале успешни филмски и телевизиски адаптации и имаат допрено до уште поголем број на публика и стануваат многу популарни. Во прилог имате неколку мюзикли за слушање, односно гледање, кои што може да ги најдете на YouTube, а тоа се претежно мюзикли кои што се популарни последниве 10 до 20 години. Средношколски мюзикл, како тинејџерски мюзикл, пријатен за гледање, потоа Hairspray или спреј за коса, па ги имаме Мама Мија, Мулен Руж, претходно набројаните Брилијантин, Коса и многу други кои што може да ги најдете на YouTube ако пребарате некој од мюзиклите. Во 2017 година, кај нас во нашата држава, за прв пат беше изведен првиот македонски мюзикл, кој што го носеше името Тајно моја, а беше посветен на големата македонска музичка звезда Тоше Проески. Како музичка подлога во овој мюзикл беа неговите најголеми хитови, само преработени во нови аранжмани. Понатаму имате неколку квиз прашања со кои што можете да ја утврдите денешната наставна содржина. Прво прашање. Што е мюзикл? Може слободно да паузирате, да се подсетите и да го одговорите. Второ прашање. Кога и каде за прв пат се појавил мюзиклот? Потоа, со кое друго музичко сценско дело е сличен по карактер и содржина? И четврто прашање. Кој е најпознат композитор на мюзикли во 20 век? Ова е крај на наставната содржина, се надевам ви беше интересно и ви благодарам на вниманието.